Благодарам, председавач. Колега Ташев, сите проекти што ги кажавте дека се направени од овој градоначалник, се што кажавте дека е направено или почнато, само лента пресечивте, значи повторно се китите со туѓи перија. Повторно истото, се китите со туѓи перија. А во врска со тоа што претходно е направено, а што сега, само би кажала дека овој градоначалник, што е сега, не може ни улиците да ги испере што ги направи претходниот градоначалник. Дајте ме молам да внимаваме што употребуваме, какви се вие квалификации. Градоначалник, зошто што збориме за амандман за заобиколен пат на Демир Капија, не збориме за градоначалник некој. Колега Минов, требаше да го прекинете на време, колега. Па го прекинав и него исто го... А, не. Го прекина, го кажавте од кога започна. Како заборавате од пред 2 минути дека истојот аршин и за него и за... Само ми е должност да укажам на интегритет и ќе ве молам да прекинете дигнитет на овој парламент. Да ме прекинувате. А тоа што го имам да го кажам, ќе го кажам, времето ми стои. Значи, тоа што градоначалникот претходен го направил, ќе остане запаметено од Демир Капијци. Демир Капија буквално доживеа ренесанса во времето на градоначалникот од ВМРО ДПМНЕ. Знаеме какво беше Демир Капија претходно, а знаеме какво е сега. Или да ви кажам за ветените проекти, колега, може би тоа сегашниот градоначалник не ви ги кажа. Во програмата имаше ветено проект за изградба на автобуска станица во Демир Капија. Каде е? Не е ни започната. Мандатот ќе му помине, а тој уште е со ќе направиме. Ви благодарам. Немам повеќе.